И денеска продолжи седницата на Комисијата за финансирање и буџет, на која се води расправа за предлогот на владата за ребаланс на буџетот за 2017 година. Основната цел на ребалансот, како што образложи министерот за финансии Драган Тивдовски, е да се намалат непродуктивните трошоци и да се обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Од ВМРО ДПМН е велат дека со кратење на капиталните инвестиции не се решаваат проблемите. Дали проблемите се решаваат со кратење од капитални инвестиции и префрлање заплати? Добро е, ајде 2017 година на овој начин ќе ја поминете, ги кратите капиталните инвестиции, ги давате заплати за да имате социјален мир, отидат избори, ама што ќе биде во иднина? Пратеникот од редовите на СДСМ Сашо Поцков вели дека 1/3 од растот на македонската економија е за исплата на кредити. Македонската економија расте некаде околу 300 до 400 милиона евра по стапката на раст. Знаете колку плаќаме за кредити? У тој раст 1/3. 130 милиона евра секоја година плаќаме за кредити. Значи ние не можеме, имаме ограничен фонд на пари. Од тоа што го правиме како ново создадена вредност 1/3 ние унапред планирана за да враќаме нешто што сме потрошиле порано. Амандманска расправа за ребалансот на буџетот ќе почне утре, односно сабота. Председателката на Комисијата за финансирање и буџет Лилјана Кузмановска го известила председателот на Собранието Талат Џафери дека планира во сабота да продолжи расправата за ребалансот на буџетот.